Јордана, председател на Сдруженијето лекари за Сиредот, а истовремено и мајка на син со Алпортов синдром. Почитувани лекари, научници, здравствени работници, драги родители, пациенти и ценети гости. Добре дојдовте на третиот балкански состанок за Алпортов синдром. Како организатор, мојата радост е огромна што ве гледам во толку голем број. Оваа средба е доказ за нашата заедничка посветеност, да ја подигнеме свеста, да го забрзаме истражувањето и да го подобриме животот на луѓето кои живеат со оваа ретка генетска болест. Особено сум горда што регионот на Балканот се обединува по трет пат. Ова е место каде што можеме да ги споделиме најновите медицински достигнувања, да размениме клинички искуства и да работиме на создавање единствени протоколи, рана диагностика и третман. Секој наш чекор напред, секое ново сознание носи надеж и ја менува иднината на нашите пациенти. Меѓутоа денеска стојам вас не само како организатор, туку и како мајка. Јас сум една од вас, почитувани родители. Јас сум мајка, чиј живот е променет од моментот кога ја добив диагнозата на мојот син. Синдромот Алпорт не е само медицински предизвик, тој е дел од нашето семејно патување. Тоа е постојана грижа, борба со несигурноста, но истовремено и извор на една неверојатна сила и љубов. Го знам страдот од секој лабораториски резултат, тежината на неизвестноста и потребата да се најде најдобра грижа. Но знам и дека мојот син е мојот најголем учител. Тој ме научи што значи храброст, упорност и безусловна љубов. Секој ден е нова лекција, нов предизвик, но и нова причина за гордост. А неговата насмевка и неговата сила се моја неискрена мотивација. Токму од ова место би сакала да порачам на пациентите и нивните семејства. Вие сте наша најголема инспирација. Вашата храброст, вашата издржливост е секојдневно ме мотивира да работиме се повеќе. Знајте дека не сте сами на ова патување. Ние сме тука за вас, да ви помогнеме и да се справите со предизвиците. На лекарите и истражувачите им порачувам. Вие сте нашиот најголем сојузник. Вашата посветеност, знаење и истражување се клучни за пронаоѓање нови и подобри терапии. Вашата работа директно влијае на квалитетот на животот на пациентите и ја враќа надежда на нашите семејства. Ви благодарам што сте тука. Ви благодарам што ја споделувате нашата визија. Ви посакувам плодна работа и инспиративни дискусии. Ви благодарам што Како и вообичаено, емотивна презентација од страна на Јордана Ловеска не може без солци, али тоа е људски, тоа е сосема нормално. За оние што не знаат Алпов синдром, само 2-3 збора. Алпов синдром е синдром кој што се карактеризира со хематурија. Што значи тоа хематурија? Мокрена крв. Мокрената крв може да биде микроскопски, оно што не е видливо со голо око, или оно што е видливо макроскопски, што е видливо со голо око. Сега таа хематурија може да трае и да прогредира и да доведе до влошување на убрежната функција. За жал, Алповиот синдром на крајот на краиштата најголем процент на пациенти завршува со откажување на убрежната функција и потреба од убрежно завестителна терапија, диализа и трансплантација.
И друга карактеристика на алпортов синдром е глувост. Таа глувост е нервна глувост и исто еден проблем кој што треба на време да се детектира и да тие пациенти се рехабилитира. И само два збора за наследување. Наследувањето е најчесто врзано за X хромозом, тој е женскиот хромозом. Практички, да кажеме упростено како кај хемофилија, жените се носители, додека машкиве деца заболуваат. Али не е баш сосема така, да не збориме атипично, да не направам конфузија. И најчесто се наследува на тој начин и сврзано како кај хемофилија. Сте слушнали за хемофилија сите. Во помал број на проценти може да е доминантно наследување, што значи оболелиот родител, дали мајката или таткото, може да го пренесе на синот пред керката и може да биде автозомно рецесивно наследување, каде што родителите се здрави, али носат еден абнормален ген, 20 го дават абнормалниот ген и детето го има тој алпортовиот синдром. Еве толку неколку воведи. Сега, у Македонија алпортов синдром не почна ни од мене, почна од Дафина, па дури од пред Дафина. Ако ви сакла доктор Дафина Кузмановска, она е наш доајен на педиатрска некологија, да ви каже неколку збора, ете, за алпорт, како почна диагностика у Македонија, еве да слушнат и гостиве да слушнат.